Овие видео снимки не тресат поради лошото снимање на нашиот снимател, туку поради дупките на регионалниот пат Струмица-Велуса. Наместо асфалт, раскопан земјен пат е делницата која води до најпознатите манастири. Ова позади мене е манастирот Свети Леонтеј во населеното место Водоча. Но за да стигнете до овој манастир, како и до манастирот во населеното место Велуса, треба да имате многу нерви, затоа што патот веќе повеќе од една година не е асфалтиран и се наоѓа во многу лоша состојба. Повеќе од една година, жителите од Водоча и Велуса мака мачат во 21. век да користат ваков пат. Државата по чија надлежност е овој регионален пат, пред една година требаше да постави нов асфалт, но од тогаш немаат превземено никаква активност. Освен за туризмот, неасфалтираниот пат најмногу ги погодува локалните жители и оние кои секојдневно многу користат за да стигнат до своите работни места. Ептен е лош и за тоа треба да се поправи тоа подхитно. Колку што може, значи побрзо да се направи, тоа е поубаво. Секој ден не само ние што одиме за Велуса на работа, туку и велушане, самите луѓе, значи и за болница и за работа се поврзани со Струмица. Скупствам, јас сум в Германија, сега сум дојден и го слушам од луѓето нека година време веќе. Што мислите, дали е во ред толку време да стои таков пат? А оно е требало, се мислиле, нека копат 200 метра па да направи па 200 метра, не они цели го ископали на еднач. Имате скопано 4 км. Не може да така. Од тука, значи од Велуса до Баница. Ај плюс пато е стеснат. Абе пато треба да се направи, идат туристи. Наш манастиро, патова за нигде. Не се ода со така. Проблеми имаат и земјоделците кои имаат обработливо земјиште до патот. Ило Велко вели дека неговото производство сегојдневно се загадува од прашината поради неасфалтираниот пат, поради што побарал и помош од Министерството за земјоделство, од каде го информирале дека за овој проблем не се надлежни. Иначе ние тука што сме покрај патот, луѓето не можат нити да се исперат стварите, рубите да се ги закачат од прашина, дига се многу прашина. Гледаш тука ние го вадиме патот, имаме кап по кап поставено, само и само прашината да ја заштитим. Гледаш, пластениците ми се заболени, само од прашината. И толку не знаеме додека Министерството за земјоделие не одих и тамо, внимание не обраќаат ништо. И така останува на нас ние штета да ги трпаме и мајките. Тие се последици големи за нас, а ние од земјоделието чекаме. Од Државната агенција за државни патишта вината за оваа состојба ја префрли на изведувачот, кој заработил казна за ненавремено завршување на уврските. Сега бил подпишан нов договор со друг изведувач, кој според директорот Љупчо Георгиевски со градежни активности треба да започне во текот на наредната недела. Значи, тоа се случи во крајот на минатата недела, подпишан е договор за регионалниот пат кој ги поврзува овие 4 населени места, значи од Ангелци преку Велуса, Водоча до Баница, и очекуваме веќе во текот на наредната недела да се отпочне со градежни активности. Значи сега во овој момент се технички работи, изведувач е градежното предпријатие Гранит, се добива, се барат милиони одобренија за времен сообраќај, нешто е целосна постапка и јас се надевам дека веќе во текот на наредната недела ќе се појави градежната оператива и ќе се продолжи со оние активности каде што се запре со претходниот изведувач. Рокот за завршување и целосно асфалтирање на оваа делница, според директорот на Агенцијата за државни патишта, е 3 месеци.